Подпредседателя. Почитуван колега, вака сувопарно наброени бројки не ја отсликуваат реалната состојба во општеството каде што живееме и граѓаните не можат да почувствуваат ништо од вашиот нереформски и неразвоен буџет. Зошто го велам ова? Конкретно ќе се задржам на неколку точки каде што вие потенциравте. Како што и претходните колеги наведоа, во Министерството за правда во ставката Г1 имате борба против корупција и организиран криминал. Почитуван колега, знаете колку средства имате одвоено? 0,00%, односно имате околу 30.000 евра за целокупна реформа на правосудниот систем. Реформа во јавната администрација имате повторно намалување од 50%. Но овие забелешки не ги нотираме ние, ви ги нотира Европската комисија каде во извештајот за напредокот вели вака: за правда, слобода и безбедност имате оцена 2. За правосудство и фундаментални права имате оцена 2. Значи ве укоруваат дека воопшто нема никакви реформи во правосудниот систем, а овде вие одделувате 0,00% зголемување. Меѓутоа, никој од вас, па ни министерот, не одговори на што се должи зголемувањето од, внимавајте, 1400 пати на ставка во Уставниот суд. Односно, во Кацарска судството зголемувате фрапантни 1400 пати. Еден сегмент, а во обвинителството за организиран криминал ги намалувате средствата. Второ, каде што се задржавте, беше и клиничкиот центар, односно клиничката болница во Штип. За таму имате најмалку право да зборувате. Зошто? Бидејќи и Банката за развој на Советот на Европа јасно и децидно ви потенцираше дека не продолжува со финансирање. Зошто? Бидејќи нема никаков напредок и средствата се користат единствено и само единствено за трошење за надоместоци од 30 до 90.000 денари на координатори, административни координатори, општи канцеларски асистенти, експерти за набавка по процедури на координатор, експерти за јавни набавки. Па какви експерти се овие кога 5 години не можат една процедура да спроведат, а вие повторно ги наградувате, им ги продолжувате да говорите? Ова е единствено користење на кредитот само за надоместоци на вакви лица. Истите потенцираат дека напредок во однос на изградбата на болницата во Штип имало само првата година, односно кога се отпочна, кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ, почитуван колега. Се повикувате и на откупно-дистрибутивни центри ќе се граделе во Република Македонија. Ова е кредит од 50 милиони евра, каде што ќе ги користите единствено на советување, а немате план како и кој ќе стопанисува со овие откупни дистрибутивни центри. Инаку станува збор за кредит од 50 милиони евра кој што ќе го злоупотребите во однос на меки мерки и советување и шетање на ваши функционери.